почитувани представници на изведувачот на компанијата надзор на овие градежни работи, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Владата не носи само одлуки и политики на хартија, туку реални инфраструктурни проекти. Денес сме повторно на терен, овој пат на увид во градежните активности на автопатската делница Петровец-Катланово. Од она што денес може да го видам, овде на терен се радувам и драго ми што градежните работи добиваат на интензитет и што доби поверување дека изведувачот ќе стори се што е во негова моќ за заврзување и изведба на оваа делница. За рехабилитацијата на проширувањето на автопатот А1, делница Петровец-Катланово, должиме одговор на јавност. А еве и ќе ги дадеме со цел да ги увериме граѓаните дека се работи на оваа делница и дека очекувам и ќе инсистирам да биде готова до крајот на годината. Рехабилитацијата на овој пат, која почна во средината на 2020 година, требаше да се заврши за период од една година. Но, заради слабата реализација, договорот е раскинат и објавен е тендер за нов изведувач. Со помош на средства од Европската банка за обнова и развој, во вредност од над 360 милиони денари и со избор на нов изведувач, Макимсан од Турција, се надевам и укажувам градежните работи за рехабилитација со проширување на двете ленти од коловозот на оваа автопатска делница да се реализираат и пред предвидениот рок и со забрзана динамика најдосна до декември оваа година, како што е предвидено. На овој потек се и други градежни активности на рехабилитација на делницата Катланово-Велес, кои се реализираат од страна на јавното претпријатие за државни патишта и кои исто така се надевам дека ќе се завршат во предвидениот рок. Обезбедувањето на модерна патна инфраструктура е дел од нашата стратешка определба за одржлив и забрзан економски раст со подобар животен стандард, што е содржано и во нашата програма 2020-2024 година. Со редовните теренски активности, владата покажува дека стои цврсто на зацртаното, а тоа е рехабилитација на постојните патишта и изградба на нови автопатски делници со кои државата ќе стане видлива на светската инвеститорска мапа и ќе представува едно од најважните крстосници на Балканот и Европа. Во овој момент активно тече изградбата на експресни патишта во должина од 64 км, инвестиција која чини преку 120 милиони евра, а во теке реконструкција на регионални патишта во должина од преку 120 км. Изминативе 5 години, владата предводена од СДСМ и коалиционите партнери изгради двојно повеќе патишта со должина од околу 1300 км, отколку што се изградени во претходните 10 години, кога беа направени и рехабилитирани само околу 650 км патишта. Во наредниот период планирана е изградба и реализација на делниците од коридорите 8 и 10D, која е една од најголемите инвестиции досега во нашата држава, со што ја поврзуваме државата со важни поморски пристаништа. Од една страна таа ќе стане порта кон Европа, а од друга страна стануваме клучна точка на поврзувањето помеѓу Црното и Јадренското море. Градиме и реализираме проекти кои не стојат само на хартија. Ги поврзуваме луѓето, градовите и државите со модерна инфраструктура која ќе остави трага и наследство за идните генерации. Апелирам уште еднаш до изведувачите и компаниите вклучени во реализацијата на градежните активности за рехабилитацијата и проширувањето на коловозните ленти на овој потек да ги вложат сите своји потенцијали за побрзо негово финализирање со цел да се задоволат потребите на граѓаните за брз и современ превоз. Ви благодарам, посакувам успех и брзо завршување на работите.